Инцидентот во близина на Терминал 2 завршил без последици, а деталите се уште не се објавени, пренесе Мирор. Мажот е отстранет од аеродромот и ние продолжуваме да работиме нормално. Патниците патуваат како што е планирано, изјави портпарол на Хитроу. Видеото од инцидентот е објавено на YouTube, на кое се гледа мажот на пистата, како и обезбедувањето и полицајците како го бркаат, додека авионот се движи. Се уште не е познато зошто решил да преземе таква луда акција. Змија долга над 1 метар се појави на плажата Вергија Бич на Халкидики во Грција, која шро е популарна меѓу македонските туристи. Во Facebook групата Грчка Инфо е објавено видео од змијата која што лази по плажата, додека човек со дршка од чадор за сонце се обидува да ја тргне што подалеку од преплашените туристи. Според американските медиуми, приведени се 24 лица. Демонстрантите, за кои се очекува да бидат обвинети за нелегален влез, почнаа да се собираат во иконската кула на Петтата авенија. Немаше непосредни извештаи за повредени. Протестот се случи откако администрацијата на Трамп контроверзно распореди војници на Националната гарда во Лос Анџелес, каде што демонстрантите се судрија со полицијата со денови поради зголемените рации. Поголем протест е планиран подоцна пред зградата во Долен Менхетен во која се сместени имигранти кои се притворени. Во саботата, Том Хоман, граничниот цар на Трамп, се закани дека ќе го уапси секој што ќе ги попречи напорите за спроведување на законите за имиграција во државата, вклучително и градоначалничката на Лос Анџелес, Карен Бас. И ако ја преминат линијата ги попречуваат органите за спроведување на законот во извршувањето на нивните должности. Од неделата, припадници на Калифорниската национална гарда се распоредени во Лос Анџелес по наредба на Трамп, поради немирите и протестите што се случија по рациите врз локалните бизниси што претходно ги спроведоа инспекторите за имиграција во потрага по нелегални работници, на што се спротивставија гувернерот на Калифорнија и градоначалникот на тој град. Светскиот надпревар за роботи, првиот турнир за борба со хуманоидни роботи, неодамна се одржа во Хангжу, покраината Жеџијанг во источна Кина. Надпреварувачите, вклучувајќи роботи развиени од Unitri Robotics, опремени со широк спектар на борбени вештини, се собраа за битка што се емитуваше во живо, прикажувајќи ја технолошката моќ на кинеските компании за роботи. Надпреварувањето означува историски момент бидејќи е првиот светски настан во борбени спортови фокусиран на хуманоидни роботи, сигнализирајќи ја постепената интеграција на вештачката интелигенција во боречките вештини, се вели во извештајот, истакнувајќи дека сите хуманоидни борбени роботи се опремени со технологии развиени во Кина. Силната бура што го погоди Букурешт предизвика сериозни нарушувања и во воздушниот и во патниот сообраќај, а пожарникарите реагираа на десетици локации. Паднати дрвја, реки вода што течеа низ улиците и оштетување на возилата и далноводите создадоа слика на урбан хаос во реално време. Според извештаите од меѓународниот аеродром Анри Куанда и аеродромот Банеаса, имало неколку минутни чекања за авионите што требало да слетаат или полетат. Околу 16 часот и 20 минути, 4 од 9 авиони што чекаа успеале безбедно да слетаат откако добиле дозвола. Останатите авиони привремено останале во воздушниот простор во режим на кружење, се додека не им се даде дозвола за безбедно слетување. Службениците нагласија дека безбедносните мерки се строго почитувани и дека екипажите се подготвени за временските услови.